Па од денеска, од вчера, поново ги отвори портите Тутунски комбинат за откуп на тутунското злато. Прето отворени беа Кавекс, Италмакс, Тутунски комбинат, во најава денеска отвора Сокотап. Од наредниот ден, односно од утре, од 3 почнува Алијанса, Пашовски. Се уште немаме информации за отворање кога ќе почнат откупувачите Секе и Орбита Табак. Зошто се тактизира до сега? Па не би рекол да се тактизира, тоа што ова е модерен откуп, за модерниот откуп компаниите може да отвора кога сака. Меѓутоа на 15 декември сакале нечеле мора да ги отвора портите за да го купа код нашиот фрот. Имавте состаноци во Скопје, што резултира? Да, имавме состаноци во Скопје, резултира да го запаза законскиот рок за да почне за откуп на тутун, односно крајниот рок да биде 15 декември, да се откупува на добриот тутун, да се плати добро и да оди на прва класа и одбитокот да биде максимум до 3%, односно на долната берба да биде 2-3%, на горните берби да и биде до 1%. Ќе се откупува по класи или сето како лани во една класа? Под класи не со овие цени, не дозволивме да се купува по овие цени, заради тоа што ако дозволивме да се купува по класи со овие цени, ќе паднеше многу понисок просек од лански. Така да ќе го задржиме просекот на овие цени што се 420 денари. Дали ова значи дека преговори понатаму околу подкревање на цените нема? Значи до крајот до завршување на откупот ние не остануваме со преговори. Значи во секој ден сме во контакт на преговори дали ќе има корекција со анекс договори. Еве би била прилика да ви кажам дека компаниите кои имаја пониски цени во договорите ни испратија анекси дека ги израмнува сите. Односно 420 денари првата, 360 втората и 300 третата класа. Имаше на откупот Па до сега немаме приметби за откупот на тутун, се што се купено негде околу 500.000 тони 500 тони се купени со цена од просечна од 420 денари. Има нешто втора класа дајано, меѓутоа тоа е исклучиво по желба на кооперантите. Значи не по откупувачите, него по желба на производителите. Заради тоа што има со неквалитетен тутун и влажните тутуни, недосушените тутуни во моментов нема да се купуваат. На социјалните мрежи имаше некои видеа кај што се враќа тутунот поради незадоволство од цената. Дали знаете каде е тоа? Не е враќањето поради цената, враќањето поради тоа што носа недосушени и зелени тутуни. Заради тоа е враќањето. И апелот ваш кој е? Апелот наш е, значи, да слободно да си ги остат тутуните по скелината, да се исуши тутуно и тој тутун ќе се купи. Значи, откупот трае до 28 февруар. Имаме услови до 28 февруар, значи да се исуши, да има температурите да паднат минусни, а со самата бајање на температурите, она иди до испуштање на влагата на тутуно и се доведува во кондиција да има фабрикацијона потребна вредност. Така да и тој тутун ќе биде слободно купен во прва класа. Значи се што е Колку до сега има откупено на ниво на цела Македонија и како се движи во Прилеп и Долненско, дали имате? Да каже. Вкупно има негде 500 тона, 500 и нешто тона, од кои фазла од половината ги има купено и Кавекс, Неготино. Дел има купено негде околу 250, односно со вчерашниот ден негде и Тутунски комбинат има околу 300 тона, се тоа е во прва класа. Динамикава е очекувана за овој период обично? Очекувана е, јас мислам дека и нешто е фазла од динамиката сега во овој период, за тоа што има фазла, што е зголемена динамиката, помогна и временските услови. Значи претходните дани имаше доста релативната влага беше висока, имаше услови тутуно да ја прими природно влагата, нормално да се спакува и да се донесе да си го предат тутун. Тутунарите бараат многу повеќе од 420 денари. Дали сметате дека би имало на некој начин бойкот при предавањето? Јас не би сметал дека ќе има бойкот, 420, јас велам дека секогаш е малце за тутунопроизводството, тутунопроизводителите за цената, меѓутоа мислам дека во овој момент максимум е што може да се добие за овој тутун. А остануваме и пона... 10 компании колку се и значи ли ова интензивирање на откупот? Да, па со самото отворање на самите компании кои до четврток, значи отвора сите 8, односно уште 2 нема најавен откуп. Значи со тоа кажува дека интензитетот и барањето и за носење тутун е зголемо.
Така да со самото зголемувањето на самиот интерес за носење, тоа значи дека и тутун производители се задоволни со проценката по прва класа и со цената од 420 денари плюс субвенција. Колку очекувате купно да има? Па вкупно очекуваме, нашата проценка беше околу 22 милиони килограми на ниво на држава.